Со помош на владата наидовме инвеститор за кланицата во Крива Паланка. Кланицата се рестартира, веќе се работи на тоа. Јас отидов пред некој ден таму е пуштена вода, струја и се работи на рачистување на теренот. До месец мај ќе се започне да работи клиничниот дел и ќе се вработат од 80 до 100 луѓе. Ова се зборовите на Арсенчо Алексовски, градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, кажани во март 2013 на неколку дена пред гласањето на локалните избори. Поминаа 3 години. Денеска, јуни 2016 година, на лице место сме пред кланицата која што според најавите на ВМРО ДПМН требаше веќе трета година да работи под полна парја. Но како што може да погледнете, нема ништо од тоа. ВМРО ДПМН и Арсенчо Алексовски повторно излажаа. Овде ниту нешто се работи, ниту се преработува. Годините поминаа, а лагите останаа. Ако во 2013 за кланицата, во 2014 за фамозните 5600 нови вработувања во индустриската зона во општина Ранковце, се прашуваме кое ли е новото лажно ветување кое владеачката ВМРО ДПМН го подготвува за граѓаните на Крива Паланка за следните предвремени парламентарни избори. Граѓаните многу добро ги знаат лагите на ВМРО ДПМН и затоа не им веруваат. По проектот Вистината за Македонија веќе ништо не е исто како порано. Граѓаните сега знаат со кого си имаат работа и какви се криминалци управувале со државата и институциите. Нив ниту им било важно просперитетот и напредокот на државата и на граѓаните, туку само им бил важен процентот, односно провизиите во милиони евра, тендерите за лично богатење, одмаздата кон неистомислениците и сеењето на страв и омраза. Јалови се обидите на Груевски и неговата криминална банда, преку медиумите кои ги контролираат да искривуваат вистината. На граѓаните на Крива Паланка им е јасно се. Затоа, за сите нереални и лажни ветувања, како и за сите криминали, ќе се соочат со народната казна.